Добар ден. Денеска сум во посета на СВР Велес. Имав состанок со сите раководни структури во рамки на СВР Велес. Се запознав со состојбата на подрачјето на територија на Велес, на Квадарци, Неготино. Информиран сум дека состојбата е мирна, немаме поголеми потреби за загриженост. Со тоа што особен фокус сакам да дадам на проблемов со патни исправи. Запознаен бев од страна на многу велешани дека имаме проблем не само во Скопје со процесуирање на целокупната постапка во делот на фотографирање, издавање и се она што треба да сработи МВР, да биде сервис на граѓаните. Нажалост морам да констатирам и тука фактичка состојба која што не ми се допаѓа. Нажалост морам да констатирам дека и овде премногу луѓето чекаат. Не е како што беше во Скопје. Во Скопје во пунктот Пролет ги видовте сликите кои беа. Таму беше навистина алармантно, но и овде не е сјајно. Така да имавме еден состанок и со градоначалникот пред да дојдеме овде. Го замолив, имав информација дека има некоја дополнителна просторија во склоп на овој комплекс која што и припаѓа на пожарната, но истата не е од итни потреби на пожарната станица, така да ќе биде ставено во функција просторијата која што моментално ја гледавме, за да може барем луѓето кои што ги подигаат патните исправи и останатите лични документи да ги подигаат во друга просторија, да нема потреба овде да има непотребна гужва. Но сега ќе одиме да видиме уште еден предлог кој што го даде градоначалникот од аспект на просторни услови. Тоа е тоа кое што го имаме како реалност моментално. Гледаме да направиме се што можеме да направиме за да го олесниме овој процес на и фотографирање, и закажување, и вадење и подигнување на патни исправи, но сакам да знаат македонските граѓани дека решението на ова патешествие е едно и е многу лесно, а тоа е 61 пратеник да се договорат во собрание, да дигнат два прста, односно да стиснат едно копче, со кое што копче ќе го изменат законот за патни исправи, како што го изменија законот за безбедност во сообраќајот, и сите овие маки и голготи да ги решат у наредни 10 месеци. Тоа е временскиот период кој што го побаравме како Министерство за внатрешни работи, во рамки на разумноста, во рамки на добро менаџирање, да успееме да ги издадеме сите патни исправи кои што треба да ги издадеме усогласени согласно новата регулатива. Што тоа копче ќе значи? Тоа копче ќе значи дека граѓаните ќе може да патуваат и со важечка патна исправа пасош, со старото име Република Македонија, согласно датумот кој што е втиснат на самиот пасош. И во еден процес нормален од 10 месеци, оние 650.000 пасоши кои што се останати да се заменат, ќе можат да се заменат, а е невозможно да ги замениме доколку пратениците кои што седат во собранието, а се платени од пари на граѓаните, не го направат она кое што го направија со законот за возачките. Значи, ги замолувам сите пратеници во интерес не само нивен, туку во интерес на сите македонски граѓани да го решат овој проблем. Зошто? Заради тоа што менаџирањето претходно довело до тоа да денес имаме 650.000 луѓе кои што имаат важечки пасош, но со старото име, не со новото. И тоа е невозможно да се заврши заклучно со завчера. И да не се лажеме, да престанеме да ги лажеме граѓаните, да им ја кажеме реалноста и во рамки на разумни рокови, кои што се во интерес на граѓаните, ги обновиме патните исправи, затоа што не се криви луѓето пошто немаат пасош со новото име. Крива е државата заради тоа што во одреден временски интервал она била должна да ги овозможи сите услови. Не може луѓето да бидат криви.